На социјалните мрежи за денес се најавуваше собир на навивачите пред стадионот во знак на револт, бидејќи Бргалница ги изгуби сите шанси за директен опстанок, а клубот е пред официјално испаѓање бидејќи има 6 бода негатива во однос на бараж зоната, односно на Вардар, а веќе овој викенд сините официјално ќе се збогуваат од фудбалската елита. Сепак на денешниот најавен собир за пред стадионот во 13 часот за околу 20 на минути се собра мал број на навивачи кои влегоа на теренот и пред просториите на клубот побара разговор со раководството на Бргалница. Како што информираат навивачката група Фаланга, разговарале со извршниот директор Емил Тодев, но немал конкретен одговор на нивните прашања, а велел дека очекуваат газдата на клубот да собере храброст за да даде одговор на нивните прашања. Денес типската навивачка група Фаланга се собра да побара одговорност од газдата на клубот Кирил Гогов за лошите резултати, испаѓањето во втора лига и недомакинско, нетранспарентно работење со клубот. Но газдата на клубот не беше присутен на стадионот, единствен присутен на стадионот беше извршниот директор Емил Тодев, кој на поставените прашања немаше конкретен одговор и најави дека газдата на клубот можеби ќе собере храброст да се појави на 7 мај кога ќе пристигне во Штип. Затоа ја повикуваме целата штипска јавност, односно навивач, фан, симпатизер, да се појави на масовен протест за кој дополнително ќе објавиме точна дата и време кога ќе се оддржи, се вели во соопштението од навивачката група Фаланга. Бргалница во следното коло ќе гостува во турнова на Кукуш против Брера Струмица, каде и во зависност од резултатите може во Штип Бргалница се врати како нов второлигаш, па Штип е на градскиот стадион и новата трибина да гледаат второлигашки фудбал.